Поздрав фамилио, јас сум Никик, здоровте во ново видео. Пред да го лајкните видео или дислајкните, прво изгледайте го цело видео, да сватите поентата на видеово, така да, ова видео нема никако да содржи као типо на дерење, пцуење, така да ќе може да го гледате по возрастни луѓе, што значи дека да разберете дека ова што ние го правиме дека не е као заебанција, туку еден ден може да ти стане нешто поголемо. Вака, ова видео се состои за тоа зошто никој па нема да успееме во тоа што го правиме. Од каде го заклучив то, ова е вистината случка што сам да ви ја кажам. Втора тема за денеска, значи првава е тема зошто никој па нема да успееме, а вторава тема за денеска е зошто према нас имат децава комплекси. Значи Phuket full, max. Океј, премногу луѓево или децава лошо мислат за нас јутубериве, затоа што ние пред камера застануваме за да развеселиме некого. Сеќате, затоа што денеска интернетот е достапен на сите места, буквално сегде кај да поиш е застапен интернетов и као ние треба да сме ха хихи весели едно друго ова она и мора да си буквално весел во видеото за да ти некого исто да го насмеш, да го развеселиш и све останато. И затоа кога ние ќе се продериме во видео, едноставно луѓето не мислат као види го Дегенов, види го Кретенов, види ова, види она, мада не е битно. Зошто никој пат нема да успееме во тоа што го правиме. Немојте буквално да слушате што другиве ви зборуваат. Зошто? Имав моја другарка што едноставно ме поддржуваше цело лето. Цело лето ми викаше као супер си лајк, едно друго, смешки имаше све заебанци и така натака или зазање како и да. Од кога почна школово и се појавија малце проблеми затоа што ние имавме објавено као слика заедно, едно друго и луѓето почнаа да и се смеат заради тоа, мислам децава на школа почнаа да и се смеат заради тоа што ние правиме буквално пред камера као и свеќаш и поздрав фамилио и то не за нонстоп и го говореле, она свеќаш нонстоп и викале едно друго. И затоа што јас, таа иста другарка има спомнато јас во видео буквално, ама таа едноставно ми имаше коментирано. И не знам, ми викат после тоа као избриши го видеото. Ама знаете како ми рече избриши го видеото? Ми го заокружи она за 360 степени. Таа не ми рече као најнаш избриши го видеото. Да ми речеше така као избриши го видеото, јас одма ќе го избриши видеото. А таа кружи и накрај викам саш да го избришам видеото и таа ми викат као избриши го сериозно. Јас, окей, немав проблем за тие 500 прегледи, ќе истам 2 видеа по 250 нека се, ете ги 500 прегледи, пак ништо не губам. Што се дешава? Од кога почна на школа, значи од кога почнавме сите на школа, околу неј сваќаш луѓе во нонстоп и деца ви пееле као само јако затоа што јас и Ставри имаме стајано песна и као само јако едно друго. И таа истата вечер ми звони, тоест не ми звони, туку ми напиша као брат, имам едно мислење, ама да не се налютиш едно друго. Океј, јас си викам, нема зашто да се налютам. И океј сум, сегаш смирен све, кул, пред то значи расположение све макс. И што ми се дешава са тука? Ми викат, јас мислам дека ти треба да ги избришиш видеата, мислам дека треба да ја избришиш песната, едноставно си сега голем, треба да си фатиш девојка едно друго. Како прво? То не е нејзино мислење. Од каде то го знам? Затоа што таа цело лето ме поддржвеше, значи тоа моја другарка, цело време ме поддржвеше и се од кога почнавме на школа, таа такво мислење доби. Од каде? Едноставно луѓе. Имав професорка што ми предаваше, а сега не ми предавате наставно, и што рече таа на час. Као околу тебе ако пушат цигари на пример децава, а ти си на средини и ако не пушиш, тоаш е то тврд став. А доколку и ти пушиш, тоаш е слаб став. Така е исто со оваа моја другарка, моја. Што се случи? Таа ме поддржвеше, но кога дојдоа нејзините другарки едно друго и околу нејзе нонстоп зборвеа само јако, Никик, Ставре, ова, она, и таа застана во тој нивни круг, сваќате? Застана ита во нивни круг. Не за таа мене да ми смеуват, туку едноставно застана за нејзе да не смеуват, заради тоа што таа едноставно се познават со мене, као сеќаш. Ете гледаме колку е тој тврд став. И зато луѓето едноставно или зато децава во тоа што го прави не може да успеат. И става оваа другарка, ќе се пронајде, значи многу добро ќе се пронајде, играла фудбал. Мислам она тренирала фудбал. Се откажала заради тоа што нонстоп изборувале као
види ова, знаеш, као, ха-ха, хи-хи, ова ја, знаеш, вежбат или тренират како и да е фудбал, едно друго, ова, она. Значи, та нема тврд став. Та нема свој став да застане на свој нози да речи, чекај, јас сакам да сум ова. Туку не, ќе да ми ќе се лижам кон другиве. Знаеш, као, ќе се лижам кон другиве за да добијам јас нешто. Не. Застани си, за себе застани си. Затоа што, еве, јас почнав да снимам летото, знаеш. И Ставре сакаше да се откажи, јас му викам као во типот на, немај брат, не се откажи, сеќаш, затоа што Ставре беше околу 8 или 9, то не знам точно, да не грешам се. Му викам, немој брат, не се откажи заради тоа што едноставно тие исти деца учат со тебе до 9-то и до 9-то само ќе ти зборуват. После 9-то или ќе се најте во средно и нема ништо да ти зборуват, или пак и она нема да имате контакти, пак нема да ти зборуват ништо зад грб, така? И што најако ми викат као избриши ги видеана, јас мислам дека ти треба да ги избришиш видеана. Да ги избриши. Јас 400 видеа ќе ги избришам, нема ми ја проблем за бришење едно друго. Ама бар јас да се согласувам со тоа мислење. Свеќе јас да се согласувам со тоа мислење, не, мислам дека ти треба да избришиш, мислам дека ти треба да имаш женска. За женска, да не беше Јутубов, јас немаше со таа моја другарка да се познавам. Од каде сега то го знам. Затоа што Јутубов многу, ама многу ме опушти. Она цело лето бев ха-ха, хи-хи, едно друго, ова, она. И сериозно ме опушти. Ме опушти, значи Јутубов макс. Втора тема за денеска е луѓево или децава лечат комплекси на мене. Нема да зборувам во други јутубери, во името на други јутубери, затоа што ми е глупо едноставно јас да кажам за Ставре, за Зеро, за Кристијан, за овој зоне. Зошто имам толку дислайка? Сеќаш, затоа што едноставно ги живцира то дека во нешто успева. Затоа што порано ние на школа бевме група собрани од 5-6 души и нон-стоп тие бевме. Сега не бевме ние проширена група. И од нигде никаде луѓево се она, да речам, јас ги привлеквам на луѓево, сеќате. Ама како то јас ги привлеквам? Па нормално со интернетов. И нон-стоп се зборвит за Никикс, за овај, за онај. Сеќаш, нон-стоп се зборвит за Никикс, за еден, за друг, за трет. И луѓево така ме замразват, затоа што гледам дека сум и почато и некако, знаеш, ме спомнуват и почато, нон-стоп по коментари, нон-стоп кога излезам в чарша, као по еден двајца се наоѓаат сигурно, него Никикс, ха-ха, хи-хи. И луѓево ме замразват така од тоа како успевам едноставно, како сум така названа фаца. Мислам, јас не викам дека сум фаца, туку за некои деца сум сериозно као некој поголем од нив. Во број на сабскрајбери, во то нешто да сум успел. И тоа ми е баш мило. Што е најакава работа? Као не лечиме ние по Никикс и по други јутубери комплекси. Како то Никикс ти го дозна дека другиве не лечат по тебе комплекси. Значи, дали јас би зборувал за джипи, доколку мене джипи не ме интересират? Нормално дека не. То секој нормален човек ќе го свати. Дека тебе ако не ти е гајле за некој, ти нема да зборувиш. Сеќаш, ти немат твоето мислење ич да си го искажеш, ти само ќе речеш окей си се сите. Знаеш, тоа само ќе си го кажеш и ништо поќе. А не, другиве, мене не ме интересираат за некој се Ставре и само почват по една минута две. Види ги клашарине, види ги греоине, ово она. Грев сум за тебе затоа што во нешто сум успел. А ти во ништо не си успел и сеќаш и не ти е сеено и само оиш по другиве као да ги плукаш едно друго. Се надевам дека ова видео ќе го сватите како она некако поучно, не знам, се потрудив што подобро да објаснам. Изгледајте овој видео ушеднашка затоа што сериозно ова видео, цело видео има многу поента околу сето ова и затоа едноставно мислам дека треба поќе да се видит, поќе пати да се прегледат видео. Лајкнете, сабскрајбнете се, станите и дислајкнете нормално доколку не ви се допадна. Лајкнете, сабскрајбнете се, станите Никикс, својм најака фамилија во Охрид, ај пошироко и ние се гледаме на тоа видео и ра.